Американските царини главна тема на економскиот форум во Делфи. На настанот присутни се над 1000 говорници од 70 држави, а од вчера учесник е и министерката за финансии Димитриевска Кочовска. Во изјава за Сител вели откако Трамп ги стави царините на пауза, состојбата се релаксира. По 3 месеца 10% царини може да поднесе и американската економија, а компаниите кои извезуваат таму може да ги поделат трошоците. Сериозна загриженост нема, вели министерката, а главниот фокус сега е како да се реорганизира светот, да се направат нови трговски врски и партнерства. Првите панелисти кои што има еден заеднички заклучок велат да видиме кој ќе победи, дали неколку економисти во Белата куќа наспроти економистите од целиот свет, затоа што нивните заклучоци се генерално исти како што и она што ние го зборувавме пред неколку дена. Тешко е да го движите капиталот за многу краток период, да се прилагодите на состојбите и така натаму. Дури имаше и многу интересни заклучоци. Велат грците што сега, например, Грција е голем извозник на маслинки во Соединетите Американски држави. Кога се донесени одлуките, веќе маслинките беа на бродови и веќе пловат кон Соединетите Американски држави. По која цена ќе се откупа, дали ќе се платат високи царини и така натаму. Ниту еден од учесниците на форумот не се ни обидел да ги оправда високите царински стапки на Трамп. Дури американските економисти застанале против тарифниците од причина што економијата на САД ќе биде најпогодена, сподели министерката. Овие одлуки на претседателот Трамп сепак најмногу последици ќе трпи америчката економија. Таму со сигурност може да се зборува дека доколку продолжат нели одлуките такви какви што се, ќе влезат во стагфлација, односно тие ќе имаат намалување на растот во економијата, можеби негативни стапки. Инфлацијата со сигурност ќе се почувствува на нивното тло, а сето тоа во Европа ќе оди малку позадоцнето, но пак ќе кажам, ова беа дискусии пред да се донесе одлуката од 10%, повторно денес истите дискусии дека американците повеќе ќе почувствуваат инфлацијата. Премиерот Мицкоски пак вчера остварил телефонски разговор со американскиот државен секретар за економија Хауард Лутник. Во духот на блиското македонско-американско партнерство потврдивме дека нашите односи се цврсти, пријателски и исполнети со заемна доверба, при што истакнав и дека стратешкото партнерство со САД е врвен приоритет за владата. Се согласивме да продолжиме да го развиваме стратешкото и економско партнерство помеѓу двете земји, напиша Мицкоски на Facebook. Мартин Арсов, Сител телевизија.